Значи они се љути, нервозни и навредени, они се спремни да сега да ги обвинат и жртвите. Сега ќе ги обвинат и жртвите што барале да идат толку саат, што барале, иделе се дрогирале таму, пиеле, да биле свесни ќе излегле од дискотеката, затоа што им паѓа рейтингот, сега им се криви и децата им се криви. И сега човекот што беше у саботата, таткото на Ѓорги, на тапанарот од ДНК, што ми им кажа што му лежи на душа, они тоа не може да го истрпат. За нив е тоа навреда на нивниот врховен бог. Тоа е идолопоклонство, ама тоа е секташтво. Тоа е секташтво. Во православието ти ниеден друг човек, на никого душата не се продава. Овие христијани православни треба да знаат дека идолопоклонството е еден од најголемите гревови на православието. Им го чепнале лидерот, разбираш. Врховниот бог. Плюкаат, пишуваат, вреѓаат, ги вреѓаат родителите на загинатите, родителите и семејствата на повредените, плукаат и ги вреѓаат жртвите и повредените. И денеска прочитав и пишав преска, и ти пишав, и пак ќе повторам. Да ми е јазик што сум разменил три реченици со тој човек, што се нарекува дека ми е колега и уредник. Му го чепнале лидерот. Кој е тоа новинарство?